Освестувањето најпрвин кај младите е многу важно, но ми се чини кај повозрастната популација е се поголем интересот за оние бизнис идеи кои што ќе можат да дадат и производство на храна, но и заштита на животната средина, или пак да си обезбедат некој семеен бизнис со кој што ќе можат и да екзистираат. Еден од начините на кои што може сето тоа да се овозможи е и можноста преку АРНО, Сдруженијето, да се аплицира за добивање грант за зелени идеи, но за тоа кои се условите, критериумите и висината на грантот, ќе поразговараме со нашата денешна гостинка Ирина Јаневска, која што е председател на АРНО. Неколку пати сме се навраќале на овие зелени идеи. Ме радува што и во производството на храна имаме и убави примери, и во некои други области, поврзани се она што може човекот со својата креација да ја направи, а секако и тоа и понатаму да се одржува. Како што беше во 2015 првата задруга за органска храна, Моја земја, која што и се уште функционира, може би се и во другите области, бидејќи органското производство не знам колку обстојува, имајќи во предвид дека и многу земјоделци се откажа, но да веруваме дека некоја нова идеја токму ќе се насочи во органско производство, а и со ИПАРДот ќе имаме посебни мерки, но за тоа во друга прилика. Добар ден, добре дојдовте. Неодамна имавте и настан за презентација на еден друг проект, но најпрви неве за повикот за зелени идеи, зелени бизнис идеи. Добар ве најдов, благодарам на поканата. Секогаш ми е драго кога имаме соговорници, кога јас сум соговорник на овие важни теми. Навистина улогата на сите да ја креваме свесноста, а секако поддршката е тука. Ова е една тема која што се појавува во многу области во општеството. Еве ми е драго што донаторите ја отворија и дефиницијата и на социјалната економија да стане позелена. Веќе на големо во светот се зборува за зелена економија и се повеќе ќе следуваат вакви грантови поддршки. Драго ми е од 2015 јас неколку пати сум била кај вас на гости и имаме македонски успешни примери. Во право сте, наша добра земја е органска кооператива на органски потрошувачи која што се уште функционира. Таа е наша гордост затоа што беа првите регионални победници на надпреварот Зелени идеи, кој што всушност во својата димензија е регионален. Значи, се она што се случува кај нас, се случува и во другите земји од Западен Балкан и во Грција. И истите критериуми важат во секоја земја, ги спроведува организација која што го администрира надпреварот. Во случајот тоа е АРНО, ние почнавме во 2015 да го администрираме. И уште еднаш ќе кажам, многу сме горди дека кога ние превземавме оваа иницијатива во нашата земја, успесите беа навистина доказ дека работиме од долу нагоре и многу ни е драго што имаме соработка со медиуми кои што имаат слух и не поддржуваат во она што го промовираме. Ние секако сме соработници на оваа тема. Секако. Што конкретно треба да исполнат самите апликанти? Кои се критериумите и колку изнесува висината на грантот? Тој е упатен до сите граѓани, значи може да се аплицира само со идеја, можат како физички лица, како индивидуалци, тимови, фамилии, меѓутоа и оние правни лица, да речеме здруженија кои што сакаат да имаат економски активности. Ние очекуваме закон за социјално претприемништво во септември да се дискутира за него во рамки на владата и се надеваме на негово усвојување. Меѓутоа ева додека го чекаме можеме да ги охрабриме здруженијата да размислуваат со еден бизнис мајндсет и да видат како преку некаков бизнис план, бизнис идеја може да бидат самоодржливи. Индивидуалци земјоделци, индивидуалци занаетчи, мали фирми. Значи, ние не велиме дека е грев да се има фирма, меѓутоа во нашиот надпревар сакаме да ги охрабриме оние мали субјекти кои што имаат профит не поголем од 10.000 евра на годишно ниво, може би да преминат кон позелено работење. Значи, свесни сме дека бизнисите во моментов се многу далеку од тоа да се наречат зелени. Не сакаме да бидеме дел од онаа парадигма каде што секој вели дека е зелен, па става ливченца на логото и однаеднаш се брендира како нешто зелено. Затоа и нашите критериуми се построги.
Она што треба да се има, освен идеја, која што прави нешто добро за природата, треба да се има и бизнес план, значи мора да станува збор за нешто одржливо. На нашиот надпревар, искрено ќе ви кажам, мислам дека и тука многу интересно се допираме во однос на истражувањата, сите оние иновации, стигнуваат многу апликации кои што сакаат да заштитат национални паркови, природни води во Македонија, меѓутоа го немаат овој бизнес аспект. И луѓето се чудат, велат зошто сме одбиени, тоа е затоа што мора да има нешто, некаков елемент што ќе осигура одржливост. Меѓутоа и таа одржливост треба нели да биде навистина добра за природата. Ние детално гледаме, имаме членови во жирито кои што ги оценуваат сите аспекти. Не ни е важно колку профит ќе прави. Влијанието во животот сферина. Да. Ако користи нелокални ресурси, ако не се автохтони растенијата, ако имаме злоупотреба на, не знам, животни или животински свет, монокултури, садење, имаме црвени знаменца што ги крева жирито и навистина можеби во други надпревари, други повици за поддршка, такви идеи би поминале, меѓутоа ние навистина се грижиме да заспиеме добро навечер кога ќе знаеме дека нашето лого е на некој ставено на некој победнички бизнис кој што не прави штета врз природата, тоа ни е пред се. И истовремено многу акцент даваме на локалната заедница. Така да еве ги охрабруваме граѓаните кои што сакаат да аплицираат искрени да бидат во апликациите. Не ја оценуваме технички како е напишана апликацијата, туку стои тоа што идејата и што е тоа што ќе се постигне доколку таква апликација да речеме победи. Дали сте имале досега апликација, на пример, сега ми доаѓа на памет за она што ги имаме како шумски плодови, па да се преработат. И ако имаше такви неколку проекти, нели, на Бистра и така натака, во Националниот парк Маврово, еве сега и Шара, има, нели, диви плодови кои што може да се преработат и тоа после да си работат, еве конкретно и жените, нели, да бидат вклучени што тоа е тоа интеграција преку работа, преку. Дали сте имале досега таква? Сме имале, сега во моментов не ми текнува на конкретни предлози, секоја година стигнуваат околу 30 на апликации, веќе со годините фондот на апликација голем и не можам да се сетам. Имаше една многу интересна апликација која што беше во финале, ми се чини 2016 година, за собирање на диви јаболка и правење по природен пат на оцет. Така, јаболка. Една ферментација е нешто што во природата е отпад, кој што може би има некаква вредност нели од тој циклус, меѓутоа зошто па и да ни се направи еден природен продукт добиен со употреба на чиста енергија, на сончева енергија. Така, а кога ќе го добијат грантот, после кои нели услови треба да ги исполнат и дали таа контрола се врши постојано, не запира најверојатно, не се добива грантот сака само. Да, и тоа е едно од честите прашања. Оние кои што индивидуалци кои што ќе аплицираат, доколку победат на регионално ниво, тоа не е услово, значи на национално ниво, поради малиот фонд, ограничен фонд на награди, не ги обврзуваме луѓето да регистрираат правно лице, меѓутоа на регионално ниво веќе ако победат, таму имаат шанса да добијат 5 или 10.000 долари. Тоа е наградата на регионално ниво, имаат обврска во рок од 30 дена да регистрираат правно лице по нивен избор. Доколку можат да функционираат како индивидуален земјоделец, се разбира, ние тука не вршиме никаков притисок тоа да е ДОЕЛ или друга форма, битно ни е да... Може и индивидуален земјоделец? Може. Тие се исто регистрирани. Може, секако дека може. А колку е на национално ниво грантот? Национално ниво, оваа година немаме парична награда, добиваат пакет брендирања и услуги, може да покажеме, значи ќе добијат годинава победниците вакви садливи картички, ќе имаат нивно лого, нивен промотивен, ова ќе служи за нивна промоција. Овие картички ги изработува исто наш постоечки зелен бизнис, победник, победничка идеја. Се печатат на рециклирана хартија, значи тука го имаме моментот на циркуларност кој што го охрабруваме. И внатре во нив има семе. Сега во нашиот случај тоа е семе од пркос, меѓутоа може да се избере и друго семе во зависност од Добро, ова символично може би за нас македонците. Пркосот. Да пркосиме. Да пркосиме, да обстојуваме и понатаму. Потоа се заминува на регионално ниво, кога ќе биде тоа? Регионалното ниво надпреварот за регионално ниво. Надпреварот ќе биде во крај на октомври, затоа што имаме некои од членките од самата платформа подоцна го спроведуваат. Националниот надпревар ќе биде во јуни.
Она што исто важно да се каже дека во процесот од победа на националниот до регионалниот надпревар ќе користат и наградата од нашите партнери МК 2000, станува збор за сертифицирани консултанти, кои што про боно работат со нашите победници. До кога ќе трае аплицирањето? Аплицирањето до 21 мај, тоа е иницијалниот датум, кој што мислам дека ќе биде продолжен во зависност од условите од она што ќе го добиеме како апликации. Се разбира, нашиот интерес е да добиеме што повеќе за да избереме најдобри. На регионално ниво бираат луѓе кои што доаѓаат од Оксфорд, од различни позадини, од други донаторски агенции. Ќе се одржи оваа година во Црна Гора. Македонија има навистина добар успех, добро котираме. Секоја година доаѓаме со победа од регионално ниво, некогаш и со две. Лани победи Александар Каравиловски од Прилеп. Тој има многу интересна идеја. Фармата за инсекти. Така, фармата за инсекти. Тој произведува брашно од ларвите од мувите. Значи има сега со нашата поддршка, ја прави пилот собата, инсект соба, каде што ги размножува мувите и нели со тоа тој сака да го елиминира месото како дел од прехраната, затоа што месната индустрија и такако е проблем за животната средина. А исхраната со инсекти е еден од трендовите што ние ги наслутуваме дека доаѓаат на Балканот. Ова мора да кажеме дека на регионално ниво се повторуваат идеите. Ние колку и да мислиме дека сме оригинални, затворени или имаме пристап можеби до ексклузивни информации, не е така. Многу интересно на надпреварот доаѓаат, некогаш се случува и неколку тимови со иста идеја. Така, еве јас сега ќе почнам постапката, она што ме воодушеви при вашата презентација. Колку имаме ние всушност почва на планетата Земја, која што нели може да се обработува и е нели наменета за производство на храна. Тоа е метафората со јаболко. Рековме зелени бизнис идеи, зелени бизниси, но без почва каде што може да се произведува квалитетна храна, не може. Сега ќе треба дури и ова, но вие може да зборувате, значи од ова цело јаболко да ни објасните што е всушност почва за производство на храна. На планетата Земја. На планета Земја. Не живееме на Земја која што има ограничени природни ресурси. Јас апелирам еве во моје име и во име на Арно сите кои што поддржуваат зелени бизниси да не заборават дека ресурсот е ограничен и дека бизнисот колку и да носи профит, во еден момент кога ќе нема ресурс, нема да може да обстоиме ниту ние жителите на планетата Земја. Метафората со јаболко всушност е визуелна метафора која што ни покажува дека на една планета, иако се вика планета Земја, 66% од површината е вода. Тоа значи дека само 1/3 е копно, меѓутоа тоа копно, плодна почва има навистина многу малку. Ние имаме, ова останува, уште и помалце само кората, затоа што така да се исечам па. Така да. Добро, значи само овој дел. Да, и тој дел е изложен на многу влијанија. Климатските промени ги гледаме што прават. Едни дождовни бури, за да се создаде 1 сантиметар почва, потребни се повеќе од 100 години. Значи почвата, иако си ја зимаме ние здраво за готовата, е многу кревок, необновлив ресурс. Так. Градиме, запечатуваме. Хемиски инциденти се случуваат. Значи, постои многу голема деградација. Да си правиме од земјоделството на градежно земјиште, сончеви панели си поставуваме каде ќе стасаме, особено сега популарно кај приватниот сектор, кој што без разлика дали е, знаеме според законот, е од 5-та класа, значи се почнува, 4-та се уште не сме, да се пренамени за сончеви панели и додека разговараме, јас повторно опомена до ресорното министерство, до Државниот земјоделски инспекторат, ова да го разберат како преставка, како што велата, ние ќе ги дознаеме и капе, нели, парцелите, каде што очигледно е дека се работи за земјоделско земјиште, кое што не е 5-та класа, бидејќи ќе видат и самите, нели, гледачи, дека имаме житарици, покрај житариците имаме сончеви панели. Во Неготинскиот крај, Карши Дуброво, спротив Дуброво, видовме житарица, сончев панел и лози. И како може тоа да биде 5-та класа? Значи сега во интерес на профит на поединци се злоупотребува земјоделското земјиште, кое што во неповрат може да се изгуби, бидејќи се бетонира, сепак мора за тие рамки.
И не знам И што тоа ќе е се навистина случува. греф, И ова мислам да. дека е апел исто така, иако нели во другите земји можеби не е вака злоупотребено земјоделското земјиште за сончеви панели. Нека поставуваат на фарми, нека поставуваат на бачила, на покриви, Така, имаме на одделни така површини каде што може да се поставува. Треба многу рационално Так. да размислуваме и овие поддршки за зелени бизнеси, како што кажав, треба во жири секогаш да се има некој кој што ќе го крене тоа знаменце, ќе рече чекајте, што ќе ни е нас монокултура кога ќе се исцрпи земјиштето. Так. Најдобриот бизнес, најголемиот профит за неколку генерации после нас ќе остави ништо. И ние не може така себечно да се однесуваме и затоа еви кога зборуваме за почва толку е трансдисциплинарно, значи ние зборуваме сега за урбанизација, за чиста енергија, мораме да бидеме многу искрени, многу директни, да апелираме и хоризонтално, односно и хоризонтално и вертикално. Сепак станува збор нели за ограничени ресурси со кои што ние имаме одговорност да управуваме не само за моменталните жители на планетата Земја, туку и за генерациите кои што следуваат. Така. Има иницијатива сега на регионално ниво или од На европско ниво. На европско Може ли ниво. да го објасниме тој проект? Во Европа многу се зборуваше и многу се зборува за заштита на води, на воздух, меѓутоа почвата е подзаборавена. Наспроти сите оние факти што кажуваме колку е необновлив ресурс, колку е изложена на негативни влијанија и веќе во Европа се отвараат повици да се разговара за почва. И е многу интересно што тие повици ги охрабруваат сите чинители. Значи не само од еден аспект, само земјоделците или надлежните институции да зборуваат за почва. Еве ние, и академијата, образовните институции, урбанистите, сите мораме да зборуваме за овој ресурс. Она што го најавува овој проект, кој што се нарекува Horizon, е отварање на 100 живи лаборатории. И са тие живи лаборатории не се буквални лаборатории, тие се места на соработка, каде што ќе бидат повикани заеднички чинители. Медиум, здружение, академска институција, факултет, локална самоуправа, општина, министерство, заедно да аплицираат и заедно да осмислат решенија кои што се добри на локално ниво. Не сите само да истражуваме или не ние само зелените бизнеси или да апелираме. Мора да соработуваме и практично да почнеме веќе да и исто преку тие едни тоа се живите лаборатории, значи ќе се даваат големи грантови поддршки, веќе најавија за 20 септември дека повикот е во износ од 12 милиони евра за една проектна апликација. Тоа е голем сигнал дека тоа е регионална поврзаност на пример со соседните земји или може мора повеќе земји, затоа што оваа тема е заеднички интерес, не е изолирана. Ние во Европа, еве кога зборуваме за еболчето, од тие слайдови ја што ги прикажав, ние сме благословени со добра почва. Тоа не е така секаде во светот. Од оние 1/3 што е копно, многу малку има всушност плодна почва. Некаде е прежешко, некаде има високи планини, некаде е превлажно или има плитки почви. Во Европа е така солени. Во Европа сме благословени со добра почва, меѓутоа еве индустриализацијата, таа нова ера во која што живееме, антропоцена, навистина не засега сите и затоа тие проекти ќе охрабруваат соработка. Исто така ќе треба се кажат добрите примери. Ние на самиот настан имавме примери на такви живи лаборатории кои што веќе функционираат. Од Универзитет во Краков, Биосенс институтот во Србија кои што прават испитувања, еве ние во рамки на нашите бизнес идеи ни луѓе аплицираат со прекрасни идеи, меѓутоа таа сертификација, тоа испитување, не можеме ние да веруваме само на кажано. Мора да постои лабораторија кај што ќе докаже дека производот или постапката е навистина добра. Така да мораме да сработуваме. Бетонизација сега што имаме контра да биде, да се извади и бетонот. Имаше и таков пример, ми се чини дека во Италија, каде што е веќе претворен во парк. А ние некако се обратно одиме, само бетон, не го гледаме Скопје, што ни се случува со зелените површини. За жал, а имаме и површини каде што, например, сето тоа може да се реализира. Расадникот во кисела вода, па Охис, откако нели ќе се направи таа детоксикација, тоа мора да се изчисти прво. Тоа е идеално место за да може да се направи некој нов парк. Ние имаме единствено еден парк, нели, во Скопје. Но кога би поминало ни сето тоа, може да се направи, да се користат маслодajна репка или култури каде што ќе се урбани градини, така, и имаме пример на општествена градина. Имате исто така градини, а и во Прилеп нешто со
Мермерното езеро има пример да ни изненадија на самиот настан, бидејќи беше интерактивен, граѓаните кои што учествуваа онлайн ни посочија дека во Прилеп на Мермерното езеро веќе има некаква жива лабораторија која што добила награда на европско ниво од иницијативата New European Bauhaus. Bauhaus е многу интересен концепт, ние го знаеме од уметничките да речам кругови, меѓутоа самиот концепт кој што го става човекот во средината на работите веќе е размислување и пристап на Европската унија кон финансирање на проекти. Исто така тој повикува на соработки. Значи, гледаме дека тенденцијата на Европа е да не анимира сите чинители, да не работиме сите изолирано со мали резултати, туку да се направат пошироки партнерства каде што и ќе учиме едни од други. Тие примери што ги споменавте се навистина инспиративни. И јас верувам дека ќе дојдат. Ние бевме во Болоња, бевме дел, ке колеги бевме на посета во една канцеларија која што е сместена во Ботанички парк. Има еко-кафе, имаше скулптури, имаше исто и општествена градина, каде што луѓето си садат, па си имаат своја кошничка, си берат производи и сето тоа беше благодарение на општината. Мислам дека има доволно ентузијазми и сигурно луѓе со одлични идеи кои ќе најдат свое место. Може да се обратат до кај вас, Сдружение Арно, најверојатно имате свој имаме веб страница arno.org.mk и zelenideи.mk и да не следат за уште повеќе, ако не на овој, на некој нареден секако дека може да. Тоа беше Ирина Јаневска, ви благодарам за учеството во емисијата и се гледаме во некоја друга прилика каде што и практично ќе видиме како овие зелени идеи се реализираат. Задоволство.